Повторно е возобновена традицијата за одржување на извиднички надпревари, кои под покровителство на одредот Гоце Делчев од Свети Николе се реализираа во извидничкиот центар Орел. Синоќа беше означен почетокот на годинашниот извиднички надпревар Орел 2011, на која учествуваат повеќе екипи од извидничките одреди од земјава и соседна Србија, со што надпреварот го задржува меѓународниот карактер. За најуспешните екипи предвидени се пригодни признанија и награди. По пауза од неколку години, извидничката одред Гоце Делчев ја организира акцијата Орел 2011. Имаме 9 екипи, од кои што едната е од Србија, а другите се од Македонија. Во рамките на акцијата имаме предвидено повеќе активности. Ориентационен надпревар, кој има за цел патеката е одредена предходно, состои во ориентација, а потоа имаме семафор, морзе, врзување на јазли, прва помош. Очекуваме да поминат сите екипи да бидат премни за ориентација и очекуваме квалитетни екипи за овој надпревар. Со задоволство ќе организираме и до година, пошто нашата традиција ќе продолжи понатака да биде во ориентационите надпревар. Повеќето има добиено први месте, затоа се одредивме на овој надпревар, ориентационен надпревар, кој ќе се одржува тука во село Орел. Се надевам, пошто оваа година се поклопија исто акција во Република Србија, затоа имаме помал број од страна. Лазареваc, Beograd и Србија, из одреда Изјача Колубарец. Први пут долазимо на ову акцију од Свети Николе, али ово е други трети пут ове године како долазимо у Македонiju. Па јако сме задоволни затоа што они су гостолюбиви луѓи, пак тоа су извидници, они знају како треба да се понашају и сви се со нама тако добро, сви се око нас и многу нам е лепо. Принесемо јако лепо искуство, с обзиром да е екипа добра, састав луѓи кои воде све ово е јако добар, тако да пише лепи ствари. Ипак нима ово, после дуže времена, поноvo otvaraju akciju i mi znamo kako to izgleda, tako ćemo im i sljedeće godine sigurno dati jako veliki. To ćemo jako više nego ove godine, da im pružimo punu podršku. Najprve dobro večer do sите гледачи на ТВ Свет. Значи извиднички одред Гоце Делчев Свети Николе, као и претходните неколку години, така и оваа година, и организира акцијата ориентационен надпревар. Значи, доаѓаат гости од целата република и надвор од соседните држави, од Република Србија. Сите се тука присутни, најпрво за забава, има се нивни надпреварувачки дел, кој што се надпреваруваат ориентација, морзе, семафор и ред други активности. Оваа година и наредната година, секој ќе се одржи акцијата и наредните години, пошто тоа е традиција на овој извиднички одред. Е дел од програмата. Па отприлика имаме околу 100 учесника, кои се поделени во екипи по 4, 2+2, 2 мушки и 2 женски, и се надпреваруваат и се дружат. Извидничкиот одред и понатаму ја продолжува традицијата, продолжува соработа успешно, као и досега. Затоа и примаме нови членови, секогаш сме отворени за соработка со сите деца што имат љубов спрема извидништвото. Високите температури и понатаму не дозволуваат најава на есента која според календарот настапува за неколку дена. Единствено, бербата на грозијето која масовно се одвива во лозијата е сликата која се однесува на есента. Но, токму заради високите температури, созревањето на грозијето е многу порано од вообичаениот термин. Според најавите на метеоролозите и понатаму не очекува топло време со високи дневни температури над 30 степен. Може би, мало заладување се очекува на почетокот на идната недела, но сувото време продолжува и понатаму, што не оди во прилог на земјоделците за престојната есенска сеидба.